јас ке кажам добро утро на мојата колешка Ирина Пепелјуговска-Цветановски, која ќе разговара со Марко Виденовиќ, виолист, а за следно. Еве, веќе имате насловот и на ТВ екраните, но и јас ке кажам музичко-поетска вечер со Марко Виденовиќ и трио Мевлем. Зашто поточно се работи, како сето ова ќе се одвива и што ќе се случува, ќе дознаеме од разговорот кој што ќе следи. Ирина, добро утро и повелете. Добро утро, Слободанка, до тебе. Добро утро, почитувани. Ова утро се јавуваме од центарот на Скопје пред Македонска филхармонија, каде што во четврток на 10 април во 20 часот во малата сала, во камерната сала, ќе се случува музичко-поетска вечер на Марко Виденовиќ и триото Мевлем. Марко, добро ви утро. Ви благодарам што ова утро сте гостин во утринската програма Еве вака Линковски, 10 минути пред вашата проба, да го најавиме вашиот концерт, односно онаа вечер, музичко-поетска вечер на Мевлем и на Марко Виденовиќ. Кои се останатите членови, да ги споменеме за почеток? Добро утро. Останатите членови на овој состав се Памела Велкова на виолина, Верица Ајтовска на виола и Ени Сали на виолончело. Тоа се млади уметници, наши млади, одлични уметници, кои се исто така дели од Македонската филхармонија. И мене навистина ми е мило и чест што имам можност да соработувам со овие прекрасни луѓе и прекрасни уметници. Во четврток во 20 часот во камерната сала во Македонска филхармонија е музичко-поетска вечер. Што ќе биде на програмата и што ќе можат сите посетители да видат и во што ќе уживаат во тој еден час? Токму така. Концертот е насловен Мевлем. На програмата се композиции и песни авторски кои ги имам напишано токму за овој проект. Значи секоја песна има своја композиција и обратно, некојаш беа прво композициите, па потоа песните. Ќе има и 3 соло композиции кои ќе ги изведе триото. И концертот трае некаде околу 1 час, така да мислам дека ќе биде едно интимно уживање за сите оние кои ќе присуствуваат на овој концерт. Да напоменеме дека и утре вечер во Гевгелија во 19 часот во Домот на култура е истиот овој концерт на програмата. Утре во 19:30 во Домот на културата во Гевгелија. Гевгелија е град на културата за оваа година и ние имавме честа да бидеме дел од нивната програма. Така да утре ќе се представиме пред гевгеличани. И се надевам дека и таму ќе има доста публика. Има и градови кои се близу Гевгелија, па можат да повелат сите оние кои се расположени и желни за убава музика и поезија. Марко, кога се договаравме за ова линковско клучување, бевте во Белград, претходно бевте во Загреб со истиот овој концерт. Како ве прифати тамошната публика, какви беа реакциите, какви се вашите впечатоци? Токму така, прво бевме во Белград, потоа во Загреб. Во Белград концертот беше одржан и како хуманитарен концерт за жртвите од Кочани. Како ви кажам, после концертот имаше измешани чувства на публиката. Имаше такви кои пушти и по некоја солза, имаше наши македонци кои се и во Белград и во Загреб, на кои им беше мило да слушнат македонскиот збор, да го слушнат, бидејќи немаат толку шанса тоа почесто да го прават. Преубаво ни беше на сцената, ужива и тие и се надевам дека истото ќе се случи и во Скопје. Претходно имавме во Охрид концерт, првиот концерт беше во Битола во ноември месец. До сега секаде каде што се одржа овој концерт предизвика убави емоции, убави чувства. Да кажеме дека ова е спој на убаво пишаниот збор и музиката. И текстот и музиката, односно и поезијата и музиката се лично ваши. Што ве инспирира? Што сакате да и пренесете на вашата, што сакате да кажете на вашата публика преку овој концерт, преку овој спој на музика и на пишан збор? Често кажувам, ме инспирира, буквално инспирација има насекаде околу нас. Најчесто ме инспирираат луѓето, убавите луѓе, јас ги викам. Ја по душа. По душа, точно, да, не во буквална смисла. Секој има своја убавина физичка и душевна, така да инспирацијата ја црпам најчесто од луѓето, од секојдневието.
И овие песни кои се направени, кои се напишани, не се издадени досега во ниту една од моите претходно издадени книги. Така да за прв пат се слушаат, значи за прв пат и читам јас на овие концерти, обично претходно на промоциите ми читале други луѓе. За овој потек се решив, бидејќи во овој случај не треба толку проби да се прават и толку договарања, затоа што мислам дека најдобро можам јас да го представам своето со напишаната музика, да се вклопат едно во друго. Тоа е и целата поента, да се поклопат, да се вклопат и музиката и поезијата. Зборови Марко Виденовиќ. Така. Да. Обично за што пишувате? Еве, не конкретно за концертот, туку што сакате да ја кажете на публиката и на која публика и се обраќате? Дали е тоа помладата или повозрастната? Па немам некоја целна група во смисла дали е помлада или постара публика. Има помлада публика која чита поезија и тоа сум навистина пријатно изненаден, бидејќи јас најчесто објавувам на социјалните мрежи и гледам дека се повеќе и повеќе има млади кои читаат поезија. Така да немам конкретна целна група на која се обраќам. Инаку тоа кажав, најчесто пишувам за секојдневието, за животот. Некогаш се случува и за многу тажни работи кои ни се случуваат и тоа ме погодува да напишам нешто, па потоа да се обидам да бидем мевлем, да напишам нешто посветло, попозитивно, бидејќи доста таги ни се случуваат во животот, се обидувам да направам нешто пред се и за себе, колку и да звучи себично, бидејќи ако сум јас среќен, ќе бидат и моите блиски среќни. Се обидувам да ги опфатам сите теми од секојдневието кои се застапени кај нас. Сега уште едно подсетување за концертот. Вие само ќе рецитирате вашата поезија. Вие бидејќи сте и свирите виола, тоа ви е вашата првична професија, вработени сте во Македонска филхармонија. Нешто дали ќе отсвирите или тоа нема да го откриете? Сега ќе остане како изненадување можеби на вечерта? На овој концерт свирам на клавир. Значи, има гудачко трио, виола свири мојата колешка Верица, значи овој пат јас паузирам со виолата, јас ќе бидам на клавир и исто така рецитирам. Така да ќе биде интересно во секој случај. Пред крај на разговорот, дали има нешто следно да најавиме по овој концерт или тука малку правите пауза за летниот период, па продолжувате можеби од наесен? После концертот во Скопје малку ќе си дадеме одмор, бидејќи ни беше периодов малку динамичен. Нема да кажем напорен, бидејќи не ни беше напорно, навистина уживаме, потоа си продолжуваме со нашите обврски во Македонската филхармонија, со програмата која имаме до крај. А не знам, Боже здравје. Това може би некоја нова поезија, некоја нова книга? Тоа секогаш се подготува, тоа секогаш го имам. Меѓутоа, не знам, може би во летниот период и да се случи на некој од културните лета, или некој изненадување, се надевам. Марко, ви благодарам многу за овој утрински разговор. Сега ќе ве ослободиме, бидејќи веќе ве чекаат колегите на пробата. Пробата е веќе започната. Уште еден повик за сите вас почитувани. Во четврток, во 20 часот, во Македонска филхармонија, во камерната сала, во малата сала, Марко Виденовиќ и Мевлем. Ке имате преубава музичка и поетска вечер. Слободанка, ние од овде се одјавуваме, а ако имаш некое прашање, слушам. Ирина, јас само ќе кажам и ќе подсетам дека мевлемот е една лековита маст која што се става на рана, што значи дека се тоа што ние ќе имаме можност да го погледнеме и да го почувствуваме во четврток ќе биде еден лек за нашата душа и да уживаме во оваа музичко-поетска вечер. Поздрав од мене до нашиот гостин и посакувам секое добро и многу вакви концерти кои што, еве како што и самиот тој си кажа неговата визија, која што си ја има и оние зборови кои што си ги пишува, е убаво да ги слушнеме и да ги почувствуваме сите ние преку музика.